Наместо за 8, парламентарното мнозинство се зголеми само за еден пратеник. Иако идејата на премиерот Димитар Ковачевски беше предходното мнозинство од 64 пратеника да порасне на 72, сите акробации со плюс-минус пратеник се покажаа како залудни. Со 65 гласа за беше разрешен Беким Сали од челното место во Министерството за здравство, а 64 гласаа за разрешување на Адмири Малити и Джемаил Чупа. Од владеачката СДСМ велат дека со оваа седница се потврдила стабилноста на парламентарното мнозинство. ВМРО ДПМН пак обвинува дека реконструкцијата на владиниот кабинет била да се задржат уште некое време на власт. Согласањето на 65 пратеници во собранието денеска се потврди сето она што со денови го зборуваше Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери, а тоа е дека парламентарното мнозинство има прогресија. Како и пред една година, така и сега имаме ситуација на крпење на мнозинство без јасна цел, без програма, без визија. Ова што би рекле луѓето е состојба во која што од една страна крпат, а од друга страна им се кине владеачкото мнозинство. Со разрешувањето седницата за пратенички прашања падна во сенка, па дури 4 часа по нејзиниот официјален старт, пратениците почнаа со новите прашања до премиерот и министрите. Опозицијата побара одговори од премиерот зошто тој молчи за богатството, кое, како што велат, го трупало семејството на вице-премиерот Артан Груби. Министерот за политички систем пак го впери прстот кон ВМРО ДПМН дека се клептомани. Треба да кажете и како дуќа на улица Македонија од 127 метри квадратни собственост на Ветон Груби и која што е со вредност од близу половина милион евра. Од каде пари за купување на истиот? Особено ако се земе податокот дека фирмата на Груби ЕТЦ Травел со години работи со загуба. ВМРО ДПМН е мајка, татко, дедо, баба, која има изумена корупцијата. Има докторирана корупција. Значи, лоповлук од прв ден до последен ден. И затоа знаат најдобро каде е медот за да ги вметат рачињата. Затоа знаат најдобро секој ден. И бараат да дојдат на власт. По завршувањето на седницата за пратенички прашања ќе продолжи општата расправа за именување на министрите за здравство, правда, животна средина и администрација. Гласањето ќе биде поединечно и дури откако ќе се исцрпи целиот список на пријавени пратеници за збор, без ограничувања.